Со исчистени лозија, полски, кукички, викендички и подготвени скари, лозарите во Кочанската котлина денеска го одбележаа Свети Трифун, празникот на кој традиционално се закројуваа лозјата. Некаде организирани со поголеми групи од соседи и пријатели, некаде со најблиските од семејството. Лозарите закројуваат по неколку прачки, ги полеваат со вино и ракија и со молитви кон светот заштитник се надеваат на богат и квалитетен род. Нашата екипа денеска посети неколку реони во кои лозарите со распалени скари, мезењи и ракија и вино го прославуваа својот празник. Нека со среќа закројувањето те се направиме адет како што е по традиција, да се пресечат неколку прачки, да се стави вино и молитва за лозето, ама сепак треба и работа. Зимата за лозето беше погодена, туку минатата година не беше погодена, летото беше доста сушно и гледам има доста прачки оштетени. Значи од самото лето што беше голема суша има пресушени прачки полусуви. До сега не сум кроел, инаку по пракса можеш и порано да се крое, да се спрема, да се врзе, но сепак оти чекаме сега да заврши, мислам, зимата, да нема мразови, да нема повторно прекројување. Значи има на два начина што се крое, едно по италијански, едно по наши. По италијански се крое на една прачка, се остават 7 до 9 пупки. А по наше на двете страни по 4-5 пупки, значи пак околу 10-11 пупки вкупно останат со скот, со се. Празнувањето на Свети Трифун е можност да се потсети на бројките во оваа земјоделска гранка. Имено во нашата држава има 24.000 хектари лозови насади, од кои годишно се произведуваат околу 100 милиони литри вино. Во овие количини, земјата е на 25-то место во светот. Само 10% од македонското производство или околу 10 милиони литри вино пијат македонците. Македонската винска историја датира од 13-тиот век пред новата ера. Старите македонци правеле вино од грозје кое го одгледувале и го мешале со мед, бидејќи шеќерите помагале во неговото сочувување. Виното го чувале во амфори, во кои налевале маслиново масло на врво за да се сопре дишењето. Потоа ги закопувале амфорите во земја и на тој начин тоа останувало ладно и зрело, соодветно. Квалитетот на виното зависи од квалитетот на грозјето, на опремата и мајсторијата на винарот.